Интересно е дека вака гледајќи ја твојата спортска биографија сретнав ти беше член и на Нов Белград, екипата Нов Така е. Белград. Ти Додека таму студирав во беше Белград. како студент и таму се приклучи на таа екипа и ги бранеше боите во градската лига и во лигата на Србија. Така. И современо почнуваш и со джудо во тој период. Не, Барем паралелно. така видов. Паралелно Да, вежбав паралелно. и джудо, почнав со аикидо. Тоа е третиот спорт кој го вежбав кај големиот Љубомир Врачаревиќ. И во Не аикидо е ли стигнав. тешко сето тоа да се согласи, зашто настапуваш во надпреварите во карате, а истовремено нешто и од аикидо, па джудо и така. Сродни вештини се джудо и аикидо. Некојаш не се збунуваше кога беше на татамите. Не. Да речеш дали не, ова напротив. карате или... Не, напротив, Джудо. баш ми додава нов квалитет, поготово во чистењата. Значи во чистењата на Да противниците. отфрлиш она што Така е и елемент од фрлањата. карате кога си на аикидо. Аикидото и джудото го дава тој посебен шмек и таа целина. Марко Ницовиќ, мојот тренер, исто джудо мајстор, виртуоз беше специјално за чистење на противникот. Така да сум му благодарен, мојата вештина и усовршувањето во каратето, може да ме речам дека од него највеќе ја научив. Да се вратам на она што ми го поставите како прашање, со кого и како мечевите беа, што ми беше најинтересно. Најинтересно ми беше екипниот дел на мечевите. Например, еве и во Белград, кога надпреварував за Нови Белград и потоа овде за Кисела вода и Мирчацев, секојаш екипниот дел ја бев петти борец. И сега распоредот тренерите секојаш го прават, првиот борец И да 2-2. повлече 2-0, евентуално третиот да ја преломи ситуацијата, да победиме, или ако биде, петтиот да нивелира, да дојде до минимум нерешен резултат или да извади победа. Значи, ја не паметам дека сум бил во екипата ставен на некоја друга позиција. Таксано ми беше местото петта позиција, последен борец, и тоа со години траеше. И сега што е интересното во сето тоа? Не се надпреварувате со надпреварувач од ваша категорија. Значи, може петтиот борец да биде од лесна категорија, човек со 60 кг. Да. Кој изворедно брз, вие ќе го бркате низ борилиште, нема да го уловите Никако да никак. го фатите. Подвижен и така натаму. А тој пак не може да влезе до вас затоа што имате подолги рација, имате подлог став, го држите на дистанција и така натаму. Или ќе ви падне борец како Бачановиќ, Потежок многу. потежок, поголем, покракат. И тоа беа најинтересните мечи. Тука се гледаше виртуозноста и тука се гледаше способноста на Сега кажи со реакцијата. кој ти беше потешко, со полесниот или со потешкиот во тој петти екипен меч, да речем? Да, секој со помалите борци е потешко да се борите. Зошто не можеше да ги стигнеш на Многу се татами? подвижни, многу се побрзи, знаат да влезат, знаат да излезат од дистанца. Едноставно се подинамични. Некој од тие помалите вака што ти Па, завал на- многу проблеми. Бивши југословенскиот еден од најдобрите каратисти Дачич Душан, чинам дека тој како Јојо Топче беше, као да имаше федери во нозете, Никако не многу можеш да... тешко можете да го стигнете. Сараволат со таа генерација што беа, ајде да речеме од овде нашите борци од понизок раст, Пониска категорија. физички, значи полусредна, еве ќе го споменам, Димче Савести, еден од многу добрите борци, кај Венцислав Недев, Братислав и Ибраим Куртиш, изморедно подвижни, неверојатно брзи, имаат влез и излез, дури трепнеш, он направил поен. Така да, Степче Акимовски исто така беше у полусредна категорија, изморедно брз, лукав борец. Кого ви спомна, Димче Кичевски е можеби во тој дел најеклатантен пример, кој е и прв шампион од Македонија во Југославија. Да, имаше И квалитет. тоа во сите Димче, спортови, не само во каратето, нели? Он беше во полусредна категорија. 4-5 техники ги владееше, меѓутоа изворено добро ги, најрационално ги преминуваше. Значи изворено борец за почит. Имаше добри каратисти тогаш и благодарејќи токму
на тие квалитетни генерации, па не се знам, надоврзуваше квалитетот. А во женска конкуренција? Назим Куртович исто така е еден од многу генерации, нека не просто ците што исто и медали што на да ги... европски првенства, на светски нема. Апсолутно така. Има на европски младински, европски сениорски, поединечно и екипно, а на светско првенство тогаш Југославија некако немаше среќа. Еднаш се изразболеа сите во Австралија кога отидоа. Слично нешто се случи и во Египет. Кајро има проблем. Така што на светските првенства нема некои резултати, барем во тој период за кој што говориме. Сега кажи ми нешто повеќе за оној дел од твојата кариера. Ти остануваш во каратето, бидејќи си бил борец, си бил джудист, аикидо, карате, а да кажам да не заборавиме дека си носител на колан од 7 дан во Вадо. Да. И која година беше тоа, само да ни кажеш, освоен, доделен тој? 2002. Како се доделува тој дан? Шести дан добив 92 година во Мадрид на првиот настап на било која репрезентација од Македонија која отиде на светско првенство. Значи, во ноември месец во Гранада се одржа светското првенство. Карате сојузот на Македонија беше првиот кој се одвои од Југославија и си формира собствен сојуз. И веднаш стана во мај 90... членка на меѓународната федерација, така. да? Значи имавме тамо голем проблем од грците, меѓутоа Нагатомо Јамаока, генералниот секретар на Светската карате федерација, беше од Вадорју стилот и мој личен пријател. Статутот на ВУКО федерацијата дозволуваше дискреционо право на генералниот секретар, доколку некој се буни, да одлучи, он да одлучи да ја внесе федерацијата да биде членка. Ние имавме вето од Грција, меѓутоа со одлука на генералниот секретар и од Заир, кој имаше студенти наши, овој што студира овде, тие со аплауз се поздравија одлуката и ние станавме членка под името Република Македонија. Тек потоа, некаде 95-та година, со сите превирања, нешто се обидоа да променат, пак не успеа, па не суспендираа 96-97 година, бевме на првото светско првенство кадетско во Јоханесбург. И суспензија зошто? Кадетско, а во ноември имавме пак светско првенство. Кичевски беше селектор на сениорите, ја бев на младинците и на кадетите. Јас се вратив во таму со медали 3, меѓу кои првиот медал Наташа Илиевска, врвната каратистка, го освои управо во Јоханесбург. Во ноември на светското првенство сениорско, а тогаш беше Сејдо председател, овде имавме разни размирици и се обидоа да не суспендираат. Меѓутоа, суспензијата успеавме со Димче Кичевски да симнеме благодарение пак на еден наш голем пријател, Кунио Тацуно, кој што беше обединител на светското карате и промотор да влезе на Олимпијада. Значи, 94-та прв пат отидо во Јапонија, тие 14-15 дена на светското вадови првенство. Имавме некој незабележителен посебен резултат, а 96-та пак отидов на првиот промотивен предолимписки карате турнир кој се одржа исто така во Токио, односно во Осака. Бранко Радовановиќ, вашиот колега, беше водач на екипата, а само два надпреварувачи од нас, од мојот клуб, од Киселовода, Бисерка Тушевска, која беше светски шампион, една од најталентираните каратисти кои се ги изродила Македонија, и Игор Митровски, кој освои трето место на тој предолимписки турнир. Па тоа пред малку почнав, сакам да те прашам за женското карате, во кој период замав да те искористам овде во оваа емисија и тоа да го кажеш, зашто имавме и Луиза Гашева. Па првите каратисти во Македонија беше исто ваша колешка Мира Костич. Коцева. Значи, да. Она
беше од првата генерација на каратисти и Вера Николовска. Мислам дека имаше уште една девојка во Металург, меѓутоа не можам да се присетам на незиното име во моментот. Тоа беа 3 девојки кои што во период од, не знам, 6-7 години учествуваа на сите можни манифестации. Сузана Алексовска, сопругата на Славе Пашовски, каратистот, Да. легенда исто од карате спортот, долги години беше неприкосновен шампион на Македонија во изведба на кати. Луиза Гашева, исто така, она е уште помлада од Сузана. Еве, потоа Наташа Илиевска. Пред Наташа Илиевска е Бисерка Тушевска. Ние, за жал, не можевме да ја задржиме за 400 марки стипендија да ја дадеме. И морав да ја отстапам на Сокоштарка од Белград. Екипно такмичеше за Сокоштарка од Белград. Меѓутоа, во тој период и настапуваше и за Сојузна Република Југославија, како да речам, како репрезентативка. Да, СР Југославија, така. кога беа Србија и Црна Гора заедно. Потоа замина во Париз и мислам дека таму живее и таму Зборувавме за 7 дан, значи освоен во 2002 година. Дановите од 5 натаму се доделуваат заради заслуга и развој на карате спортот, афирмација и така Значи, надпреварувачкиот Има дел е официјално битен и резултатите, а испит после полагање. 5 значи придонесот Така е. практично во карате спортот. Така е. Го добива 6 во Шпанија, 7 од 2002 каде беше? Во Клујна Пока, тоа е во Романија, некаде, некој град, бевме на некој европско правенство. Тогаш пак се исцепи карате сојузот на Македонија, се издвои. Пак имавме политичка травма. Пак исто. Ние Македонска карате сојузот на Македонија го преименувавме во Македонска карате федерација. И тука почна првите зачетоци кавѓите, Сејдо беше председател на карате сојузот, ја бев генерален секретар и селектор на младинци кадети. Меѓутоа не се усогласивме баш најдобро и дојде до расцеп. Битно е 90 дека таа година ти отиде во Романија, ти беше доделен 7 дан Така, така. и продолжуваш да живееш со каратето. Сега да ни кажеш кога почна ти со тренерската работа, затоа што имаш резултати како тренер, а и селектор. Не ги одделувам тие функции. Тренер, селектор, тоа ти е, речи си исто со тоа што нормално попрестижно е да бидеш селектор од тренер и некако поинаку звучи. Кажи ни, тренер и кој ти беа вака први твои ученици, така да кажам, во каратето, резултатите нивни, потоа како селектор, затоа што во најавата реков беше неколку години прогласуван за најдобар тренер во каратето, па најдобар селектор, и затоа и тој дел вака од кариерата да го еве вака, објасни. значи, мојот тренерлук почна по моето враќање од студија од Белград. Јас дипломирав прв на генерација. Овде забраше Виша школа за физичка култура, па имав една година пауза заради тоа што нема финансиски средства да отидам во Белград. Една година работев Да собереш пари, да соберам можеш да некој динар студираш. повеќе и потоа отидов и у рекордно време требаше да дипломската да ја бранам во јули, меѓутоа почитуваниот професор мој Риц се разболе и дипломската ми отиде негде 29 септември 78 година. Дипломирав, се вратив и се вработив во средното училиште на Железара Панчарсовски. Веќе во септември отидов во војска. По враќање од војска, една година веќе во Мирчаце бев и надпреварувач и тренер. Главни тренери беа уште Страте и Колести Драголјуб. Меѓутоа, ајде, како да кажам, единствен човек кој имаше завршено факултет за физичка култура, во тој период бев јас. И стануваш И тренер. сега ја тренинзите ги поставив сосема по друг основ на научна база. Значи, она што имав можност да бидам студент на прочувениот Павле Опавски, од кого научив многу за тренингот, успеав да го применам и да го пласирам на каратистите. По враќањето од армија, 79 година, една група каратисти кои што бевме у
Мирче Ацев, значи тоа се мои ученици од Тисела вода, Маријан Добрести, Милијан Доности, Зоран Атанасовски, Љубе Петкости, и од Ѓорче Петров, Стефче живееше во Ѓорче Петров, и уште неколку други каратисти. Решивме дека треба да се одвоиме од карате клуб Мирче Ацев, да формираме нов клуб. Го формиравме карате клубот Тисела вода и така почна. Па од Тетово донесов еден надпреварувач Тошо Гарости и ја направивме екипата многу силна. Кој од твоите каратисти стигна најдалеку или отиде највисоко? Маријан Добрести беше вице шампион на Југославија и беше репрезентативец на Југославија. Од 86 година од Македонија со Власти Милионовиќ, кој е починат сега, беа првите надпреварувачи кои официјално настапија за југословенска репрезентација во Вуко, од која се врати. Тоа е првото европско првенство што отиде на таму. Стефче Акимовски, мислам дека беше вице шампион на Југославија во апсолутна категорија, истата 86-та или 5-та, ако се сеќам. Првенството држано беше во Прилеп, мечот го изгуби од тогашниот селектор Драгослав Божовиќ. Драгослав Божовиќ беше тешка категорија, еден од најдобрите. Божовиќ беше познат, да. Да. Каратист. Потоа Љубомир Петкости беше еден од изворено добрите надпреварувачи. Од Тетово имав исто во екипата Бране Трпкости, кој денес е изворен лекар. И генерации. Значи, доста, една цела генерација врвни. Да, Ацо Јовановски, каратисти. тоа е од моја сестра, исто у лесна категорија врвен надпреварувач на југословенско рамниште. Потоа доаѓаа помладите генерации, Бисер Катушевска, Игор Митровски, Давор Панијан, во Кати Емилија Ацеска. Да, спомна доста имења, токму и целта на оваа емисија да се подсетиме Апсолутно. на сите тие. Сега има една интересна работа за тебе. Беше тренер, беше селектор, беше генерален секретар на федерацијата, беше председател Така. во еден период. Ајде сега да тргнеме поред. За тренерскава работа кажа, кога беше назначен за селектор на репрезентацијата и со кој надпреваруваш, дали Аломеровиќ беше тоа, си постигнал најголем успех. Потоа да ни кажеш колку години беше генерален секретар. Мислам, тоа беше еден долг период Од и одвојувањето, председател. да, од издвојувањето на карате Сојузот на Македонија од Југославија, јас станав генерален секретар на Македонската карате, на карате Сојузот на Македонија тогаш. И јас сум тој кој што сите одлуки ги спроведе и со мој ангажман беше примен карате Сојузот на Македонија во Den Haag во Холандија на 8 мај како привремена членка на Европската карате унија, а веќе истата година спомена преѓе во Гранада во Шпанија станавме полноправна членка на Светската карате федерација под уставно име Република Македонија. Значи, Генерален секретар си до која година? до 2000 година отприлike. До 2000-та, Да. значи 10 Потоа години скоро. Да, да. А во тој период си и селектор. селектор на Значи младинците, самиот како на младинците генерален и- секретар си се назначи Не, за селекција. извршниот одбор, тогаш Ова има, така, да, добро. извршниот одбор. Првиот меч што го направивме, имавме двомеч. Бугарија и Македонија во сала Расадник, сениорската екипа која предводеше Димче Кирчевски и младинска кадетската екипа која ја водев јас. 8-2 ги победивме бугарите, сениорската екипа, младинската екипа за жал изгубивме. Бидејќи тоа беше фаза на формирање. Есе. Следната година отидовме на првото европско првенство во Кардиф. Елвир Куртановиќ е првиот доносител на златен медал воопшто за сите спортови во Македонија и таа година стана спортист на годината. Значи, тогаш мислам дека почна и изборот на спортист на година. Идната година, 94-та година, во Шпанија, во Мадрид, Давор Панијан во кадетска конкуренција освои трето место, а Петар Бели Стојановски, кој е сега тренер и селектор на македонската карате репрезентација, освои исто, мислам, второ место или не, прво место, чинам дека беше, и он беше избран за спортист на годината. Во меѓувреме Бисер Катушевска беше избран за младински спортист на годината. 97 година. Значи, како селектор имаш доста... Да,
медали освоено со твоите Апсолутно надпреварувачи. Пардон, 95-та година во Братислава на Европско првенство Кристијан Чешелковски од Прилеп, од карате клубот Гоце Делчев, стана вице шампион на Европа во кадетска конкуренција. 97 година на Европскиот шампионат младински во Софија, Елвир Аломерович, кој е починат сега, исто така стана европски вице шампион. Значи, да не набрајам од официјалните европски купови, значи Колку медали ова? тоа се повеќе од 30 на златни, сребрни, бронзени медали освоени на европски купови и официјални првенства. Тоа ти исполнува и ти причинува едно Ми задоволство, причинува сигурно кој ќе се затоа што- вратиш Да. на тие селекторски години. Генерален секретар до 2000-та и селектор, дали продолжи после селектор да Не, бидеш тука или настана- прекина тука Тука настана расцепот во карате федерацијата. и тука доаѓа до пресврти во кариерата, веројатно, па стануваш председател. Ние направивме Македонската карате федерација и со господинот Венцислав Недев, како представник од традиционалното карате, формиравме у Македонија први во свет го фузиониравме и направивме Сестрилски карате сојуз на Македонија. Да, се сеќавам на тоа. Меѓутоа, повторно политиката се умеши, повторно као не прифатија, као нешто се Ама мутеше веќе и доста така тие натаму. беше да тргне работа. Струјата која предводеше Сејдо Теофиловски добија и Јован Лазаров и уште неколку мина тамо, добија некаква поддршка од политички одредени структури. Во тој период, ајде неизбежна е политиката, Филип Петровски беше еден период краток од година и пол-две председател на Карате Федерацијата. Ние ја преименувавме во Македонска Карате Федерација. Потоа се зачленивме во Светската Карате Конфедерација, а со помош на политика и Агенцијата за млади и спорт се формира тотално нова, сегашна, што е Карате Федерација на Македонија. Значи, таа не е наследник на Македонската Карате Федерација. Македонската Карате Федерација неколку години надпреваруваше Значи, забораваме се Светската она Карате што беше, Федерација. формираме нова Така. федерација И ја на не сакам Македонија. понатамо да бидам и Кирчевски и некои други, не сакавме да бидеме ние дел од проблемот во каратето во Македонија. Македонската тога стана председател на Македонска, прво беше Кирчевски, Славе пред тоа Пашовски, па потоа јас станав последен председател на Македонската карате федерација и некаде 2005 година ја згаснавме. Оставивме ова што ја формира новата карате федерација на Македонија да таа функционира и ете тоа е отприлике движењето на Значи, ова федерација на која што беше Пашовски, па Кичевски, па ти, 2005 прекинува, година 2005-та се формира оваа денешнава. Не, оние формираа 2001 година. А ние паралелно теравме ова и надпреварувавме во друга федерација светска, Да. ВКЦ. Карате Значи, федерација. 4 години заедно одевте, Отприлике така. 2005-та ова, меѓутоа, Недев ја задржа и Недев, да, федерацијата продолжи со по традиционално Така. карате и тој си оди се надпреварува Апсолутно. под тоа име како традиционално Добро, карате. има официјално признание од Агенцијата за млади и спорт како посебна федерација и тука нема никакви проблеми. Све е легитимно и легално. Се гледа богата кариера, добро упатен во каратето, не велам добро упатен, туку присутен и сакаш неќеш, ги Так, знаеш состојбите так. и добро се сеќаваш Неодминливо. на сето тоа. И сега да ни каже за твојата професионална кариера, она депутатската или пратеничката ја оставаме на страна. Не би сакал за тоа да дискутираме за зборам, тоа. политика не би сакал. Дискутираме за професорската. Ти успеа да стигнеш до доктор. Беше прво специјализант, па магистрант, па магистрираше, па докторираше и каде се наоѓа во струката во моментов Чедо Саздовски. Овој дел другиот го оставаме. Па 2014, значи ова само како на податок, 2014 година од кога бев избран за пратеник во Собранието на
Имајќи предвид годините во кои се наоѓам, значи јас по некоја логика и согласно законот би требало да бидам веќе во пензија. Го имам активно мандатот во собрание и тоа до кога ќе трае, до тога ќе оди таквата работа. Работев првите 2 години по завршување на факултетот во училиштето Панче Арсовски на Железара. 81 година бев примен во Карате Сојузот на Македонија како стручен соработник, паралелно го водев и Џудо Сојузот на Македонија до 80 декември 86 година, 85 декември, пардон, каде бев примен на Факултетот за физичка култура во делот на Центарот за физичко образование, односно водење настава со студентите од нематични факултети, кај што се задржав до пред да станам пратеник. Ти беше и раководител на тој Па бев 10 години да. раководител на Центарот за физичко образование на универзитетот и направивме многу голема активност за студентите, значи воведовме планинарска тура, имавме пролетен и есенски крос. Студентите еден семестар во тој период од 7-8 години ги носевме на пливање, официјална настава во базените во Скопје, другиот семестар го вежба во сала или на отворен терен, така натаму. Пак беше тоа групирањето по избор на студентите, така да сум од тој дел максимално задоволен што успеав со моите професори, а потоа и колеги, прв Бориса Соколов, Саити Несат, кои што беа во Центарот за физичко образование, Цефи Тодорос и така натаму. Така да и со нивна помош и мојот ентузијазам што го има во себе енергијата, тие 10 години додека бев директор на Центарот, направивме многу за студентите во делот на спортувањето и во делот на физичкото образование. Во каратето во моментов? Во моментов не сум ангажиран во ниту една федерација. Знаете, сите тие борби кои што траја долго, некако ми преседна и во еден момент се прашав, добро, можеби дали не сум јас причината што еве вакви кавги се случуваат, па реков ајде да се тргнам, меѓутоа не е тоа дека јас сум бил причината, се продолжи таа приказка, тие спорови, антагонизми и така натаму. Не најдов за сходно да продолжам во делот на политичкиот ангажман. Одам за себе, тренирам 2-3 пати неделно колку ќе успеам, помагам на одредени деца. Сум ангажиран во една меѓународна асоциација за обука на кандидати за заштита на имоти и лица. И таму сум како меѓународен инструктор за делот на борешките спортови, обуки. Добро, значи пак остануваш така близок до каратето, а за нашите гледачи да кажам дека тоа беше Чедомир Саздовски, на времето познат каратист, потоа тренер, селектор, човек кој даде голем придонес во афирмацијата на овој спорт во нашата држава и пошироко надвор од нејзините граници, бидејќи долго години беше присутен и на меѓународната сцена. Дали како надпреварувач, тренер или селектор, битно беше тоа дека беше таму со светскиот карате крем.